Гашев, имате вие некоја теза? Да, имам јас една тука моја евиденција, за да не останеме недоречени во однос на АСНОМ, случувањето со членовите на АСНОМ, оти се спомна Ченто и Брашнаров. Позната евиденција дека политички прогонувани, затворени и осудувани членови на АСНОМ 50 души, од кои осудувани, затворени, уклучувајќи и членови на ИБ 30 души, од кои повеќе од половината и лично ги знам од Дризо. Еден осуден на смрт, член на АСНОМ, истрелян, и едниот на Голиот Оток, што го спомнавме, Банко Брашнаров. Податок: ликвидирани осуденици за време на издржување на временските казни. Во период док сум јас бил 7 години, има 15 ликвидирани затворници при издржување на казната. Не болни, него ликвидирани. А ликвидирани за време на исследување без информировци 7 души. Без причина се ликвидирани струмичките студенти 5. Ликвидирани без судење, ги реков, нали да спомнем, Велес 53 души, Ресен 22 души, Куманово 48. Многу интересна работа. Затворени се судени за ВМРО малолетници, средношколци, околу 250 души. Малолетници. Како вие станате член на Гестапо? Како вие станате член на Гестапо на 15 години? Прашате о генералот Тошо, како му беше презимето? Атанасовски. Тој, бидејќи пиша по весниците дека сум бил у Гестапо, тој ќе ви одговори подобро. Добро. Што не сака да видите? Ако не ви пречи уште 2-3 податка, овде кога спомнам, оти ќе завршиме оваа серија на разговори. Затворени и судени македонски свештеници 30 души. Прашање дали уште толку имало на слобода. Господин Зиз, имате ли ваква евиденција вие во историчарите во албанската земја? Од кои убиени тројца? Добро, свештеници. Во последно време доста се пишува и во тоа. Конкретни податоци јас немам се, баш конкретни со имиња, со презимиња, меѓутоа доста се работи на оваа тема. Мислам дека скоро сигурно ќе ги имаме, и пошто има доста што работат и во Институтот за национална историја, некои наши колеги кои што работат токму на овој период, мислам дека за скоро време ќе ги имаме сите податоци. Професор Ачовска, зашто станува енигма и натаму Голи Оток и информбироштината? Зашто тој период него демистифицираме, дека луѓе страда заради идеолошката одредница или заради фактот дека се определува меѓу Сталин и Тито? Има држат неколку работи, мислам, околу на вие кои го поставивте прашањето. Прво, Голи Оток не може до крај да се демистифицира, бидејќи дел и поголемиот дел од затворениците на Голи Оток морале да се согласат да бидат по ослободувањето информатори. Значи морале секоја недела да поднесуваат информатори со кого се сретнале, какви разговори воделе, што се случувало и така натаму. Јас со многу од тие луѓе разговарав, дел од нив се страмеа и воопшто не сакаа да кажат дека биле на Голи Оток, токму заради таа страмна улога која присилно им се наметнала да бидат информатори. Мислам, една од причините тоа не може до крај да се... Да, доушници, но многу од луѓето тоа многу ги болело и многу од нив се дистанцира, едноставно во молк го помина животот, бидејќи се страме од таа улога која прифатила. На Голи Оток бил еден систем на ужас, што знаеме, повеќето луѓе не можеле да го издржат тој, не само физички, него туку и психички притисок. Друго, исто така, непостоење на целокупната документација во Македонија, бидејќи некаде до 66 година комплет документацијата се испреќа во Белград, Франковиќ ја депонира во сефови и така натаму, значи дел од таа документацијата не е достапна. Исто така за Голи Оток многу од личностите се без судска пресуда однесени, како Петре Пирузе Мајски и така натаму. Значи одведен едноставно, нема судска пресуда, нема кривично дело, нема ништо, немате конкретен документ за тоа, човекот отишол и страдал. И тоа е една причина. Благодарам. Господин Велјановски, досието на вашиот, нека биде трпелив малку нашиот гледач, ќе го вклучам, има една карактеристична нотка. Еднаш е автономист за голема идеја, еднаш е пробугарин, еднаш е провенковист, што де факто утврдивте во досието од 1000 страници.
Вака, де факто, во досието утврдив дека татко ми се борел за независна, суверена, самостојна држава Република Кај се борел? Македонија. Како се борел? Се застапува Се веројатно? застапувал и со неговата идеологија со која што излегол од затворот. За сето време, значи, во тоа досие провејува тезата дека Крсте Велјановски е македонски националист со прозападна ориентација. Самата удба тоа го дефинира. Меѓутоа, оние Кога се другите... зборува за прозападна ориентација, обично за тој дел на автономистите се мисли дека помалку или повеќе се врзува за Ванчо Михайловистичката Не, 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 струја не, не, и пробугарската варијанта. Не, ве молам. А? Момент само, дозволете ми. Англо-американска, да, поред. Дозволете ми. Поимот прозападна ориентација подразбира демократска држава, суверена, независна држава Република Македонија со дефинирана македонска нација во неја. Тоа е прозападна Македонија. Тоа е прозападна ориентација. Односно, држава со законодавна, извршна и судска власт. Она што го имаме денеска. Тоа е таа прозападна ориентација. Јас тоа го гледав и низ прислушкувањата. Многу симптоматични се тие прислушкувања. Изворот Терзија, конкретно на него малку ќе се задржам, простете за времето. Изворот Терзија децидно дефинира дека во 1970 година Крсте Велјановски и Цветан Најдовски предвидувале дека Југословенската федерација ќе се распадни на основа на економските неуспешни реформи од 1965 и на основа на непотполниот суверенитет, односно преливањето на суверенитетот на државата од Република Македонија, социјалистичка тогашна, во Федеративна Југославија. Ние го изгубивме суверенитетот во таа држава. Меѓутоа, согласно професор Габер, истражувањето што јас ги вршев, затоа што ова проблематика ја истражив, јас и затоа малце ми треба и време и простете малку обсежна е проблематиката. Согласно професор Габер, во федерациите од социјалистички тип постојат 4 типови на федерации на држави. Ние, Македонија, бевме со поделен суверенитет во однос на суверенитетот, говорам. Сега, тој поделен суверенитет нас ни направи проблеми, бидејќи нашиот суверенитет се прелеа во Белград. Ајде да го оставиме државното ведување. Мене ме интересира. Што најдовте во досието? Што беше толку атрактивно за тајната служба да обсервира еден дукјанџи и еден банкар што се застапувале за автономна Македонија, односно за самостојна Македонија? Па видете вака, тој систем во тоа време ги следеше сите непријатели, во наводници непријатели, затоа што тој систем го бранеше своето уставно уредување. Суштински погледнато, ќе направиме генерализација на сета ова работа. Суштински погледнато, овие луѓе, господин Огашев и останатите, беа суштински судени за вербален деликт. И тој фамозен закон за кривични дела против народ и држава од 45 до 51 година што важел и од 51 година до 90 за тоа малце попосле би дискутирано.